Заштитата на животната средина, заштитата на ретките ресурси, користење на обновливи извори, пред се чиста и здрава и животна средина ќе биде она што е во фокус на овој, како што споменавте, убав ден. Па ајде на самиот почеток, колку инвестициите во обновливите извори на енергија може да ја променат лошата слика која ете имавме прилики пред малку во оној графички приказ на колешката Љупка Камчева да го погледнеме. Вака сега инвестициите во обновливи извори се фокус на целиот свет во овој момент. И после оној споразум што го имавме подпишано и ние како земја членка во Обединети нации во Париз, обновливите извори се фокус и тие мора да се промовираат бидејќи ние пробуваме да бидеме што е можно по карбон неутрални. Во овој момент повеќето од новите инсталации во светот што се прават од обновливи извори. И веќе може да видиме дека ПВ инсталациите, значи фотонапонските инсталации и ветерот е се 77% од вкупниот инсталиран капацитет што претходната година веќе се инсталираше во светот, а повеќето од останатите е веќе хидропотенцијал. Значи обновливите извори на енергија се веќе морален стадиум каде што целата планета мора да се фокусира на нив за да може да го намалиме она негативно влијание што го има емисиите на јаглерод диоксид во атмосферата. Ги спомнавте процентите во светски рамки. Како е во Македонија? Го следиме ли тој тренд кој што е релативно нов да речеме во светски рамки за обновливите извори на енергија? Да, па во светски рамки обновливите веќе влегуваат со отприлика 23-24% од вкупниот инсталиран капацитет и од вкупната енергија што се произведува. Република Македонија е баш во тие рамки, значи во 25%, од кои поголемиот дел од нашиот производен капацитет од обновливи извори доаѓа од нашиот хидропотенцијал. Во следниот период очекуваме дека со вклучување на повеќе ветерни централи, повеќе фотонапонски централи, тој процент само може да се зголеми. Така. Колку проценти од електричната енергија во светот во моментов се уште се произведува од термоелектраните? Впрочем, од друга страна, колку уште јаглен е останат како ресурс? Околу 75% од вкупната производство на енергија во светот доаѓа од термоелектраните, значи комбинирано и од јаглени електрани и од гасни електрани, вклучувајќи и нуклеарни централи. Така да колку останува јаглен, не е прашањето колку останува јаглен, него дали воопшто треба и колку треба да го експлоатираме ние тој јаглен. Потенцијалите што ги има во нашата планета се големи доста и во некои студии што се направени ние сепак очекуваме и дека тоа искористување на јаглен ќе продолжи и понатаму, но тоа треба да го правиме најоптимално. Значи да ги зачуваме што е можно повеќе ресурсите на јаглен во земјата, да можеме да користиме повеќе обновливи извори и со рационално користење на сите енергенси што емитуваат јаглерод диоксид, да може да го менаџираме таа глобално затоплување, тој негативен пораст. Со еден збор да се зачува животната средина од друга страна. Зачувањето на животната средина ни е приоритет на сите. Значи многу има различни спекулации дека ние ја спасуваме планетата Земја. Ние не ја спасуваме планетата Земја, ние се спасуваме сами себе. Значи, она што се очекува дека до 2100 година ќе има пораст на глобалната температура од 6%, значи дека барем 50% од земјината топка веќе нема да може да произведува храна. Доста голем дел од приморските нации воопшто нема да ги има, нити градовите што сега ние веќе ги посетуваме.